Добро утро и од мене во Утрински печат. Учебната година заврши за основците, меѓутоа од утре започнува уписот во средните училишта. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во два уписни рока, од кои што првиот е на 20 и 21 јуни. За сите оние кои што имаат електронска документација, ќе може да се пријават на сајтот на e-услуги mon.gov.mk. За сите останати кои што документите ги имаат во писмена форма и сакаат директно да ги однесат на училиштето, уписот е на 22 и на 23 јуни. Според конкурсот кој што го објави Министерството за образование, годинава во учебната 2023-2024 година обезбедени се нешто помалку од 30.000 места во 937 паралелки, а наставата ќе се одвива на македонски, турски и албански јазик. За сите детали околу уписот, наш и ваш денешен утрински гостин е директорката на Средното градежно училиште Здравко Цветковски, госпоѓа Атина Томовска. Директорке, добро утро. Добро утро. Ви благодарам утро. што ја прифативте поканата. Добро утро, драго ми е. Во најавата кажав дека од утре започнува и официјално уписот за новите средношколци во учебната 2023-2024 година. Вие сте едно училиште од постарите во државава. Можете ли да ни кажете детали како од кога учениците утре ќе може да ги доставуваат документите, како се аплицира? А за сите останати кои што нема електронски да аплицираат, имаат можност следните два дена, значи 23 и 24 физички да ги донесат. Кога се очекуваат првите резултати од уписот и дали очекувате и втор уписен рок? Значи ви поставив неколку прашања, па последователно. Хајде, сега ќе ги средиме некако работите, така, и со датумите, и со... Ќе се представам најпрво, веќе ме представивте, директор сум на Средното градежно и гимназиско училиште, тоа беше она што беше пропуштено така во насловот. А што се однесува до уписите, кои што ни следуваат и кои што за секое училиште се многу важни, и така и за нашето, тие стартуваат веќе од утре, значи 20 и 21 јуни е електронското пријавување преку страницата на Министерството за образование и наука. Прелиминарните листи од учениците, од кандидатите кои што ќе бидат пријавени и примени всушност, значи кои што ќе ги исполнат условите да бидат запишани во училиштата, ќе излезат на 22 јуни до 9 часот, а веќе од 12 часот истиот тој ден до 19 вечерта, пријавувањето е во училиштата. Сега уште едно мало појаснување. Навистина има ученици од краеви каде што не умеат да се снајдат со електронското пријавување и тие точно може да дојдат во училиштата на 20 како беше? Втори, така, и 23, но задолжително и оние кои се наоѓаат на листата доаѓаат за да ги донесат документите во хартиена форма. Значи без разлика што аплицирале електронски, документите мора физички да бидат доставени. Има убави насоки дадено Министерството за образование и науки каде што пишува кој е начинот на аплицирање, потоа се печати апликацијата, значи приемната, како да кажам, така, пријавата за упис и со документите во хартија, свидетелствата од 6 до 9 оделение и извод од матична книга на родени, овој пат без оние ограничувања 6 месеци или не знам како. Значи, учениците доаѓаат, оние кои се на прелиминарната листа и ги носат во училиштето каде што нели ние ги евидентираме. И ученици кои не успеале, да, можат да носат, но оваа година гледам нашето училиште, иако верувам и неколку други, им се ставија на услуга на деветооделенците и ние ќе им понудиме помош во деновите утре и задутре, значи кога ќе бидат електронските пријавувања, деветооделенците да можат да дојдат кај нас во училиштето, кое што е технички сосема добро опремено, и нашите професори едноставно да им помогнат овие деца, деветооделенци, да се запишат, односно да аплицираат по електронски пат. Што очекуваме? Очекуваме добар упис, особено во стручното образование, бидејќи училиштето располага со паралелки во струката, градежно-геодетската струка и паралелки во гимназијата,
но ако има друг тек на работите, ја за тоа би позборувала подоцна. Така, значи спомнав дека нешто помалку од 30.000 ученици се очекуваат оваа година. Кажете ми како е со бројките, се намалуваат бројот на средношколци, се зголемува и конкретно кај вас во вашето училиште, бидејќи нудите стручно образование, гимназиско образование и дуално образование, колку што правевме муабет претходно. Колку паралелки се во стручното, дали се пополнува првиот број и нешто подетално кажете ни, бидејќи многу малкумина од Скопје, а верувам дека и од натрешноста знаат дека во Здравко Цветковски има и гимназија. Така. Значи, првото прашање за бројот на ученици, средношколци е жално новистинито дека е се помал бројот на ученици во нашата држава, меѓутоа тоа се должи на некои други фактори и сега нема да зборуваме за тоа. Во нашето училиште очекуваме оваа година во 19 паралелки да запишеме ученици и од стручно и од гимназиско образование. Во училиштето имаме предвидено 4 паралелки со по 34 ученици во гимназиското образование. И тоа беше она што ни недостасуваше во најавата, нели, кога реков средно градежно и гимназиско училиште. Да објасните што значи кратинката. Бидејќи малкумина знаат дека во училиштето Здравко Цветковски функционираат веќе 20 на години гимназиските паралелки. Со сите подрачја, изборни подрачја, како и во било која друга гимназија, значи општествено, хуманистичко, природно, математичко АИБ, јазично АИБ и така натаму. Јазиците кои што се изучуваат во другите гимназии исто и кај нас, значи француски, германски, англиски, италијански, нели латинскиот еден од старите, нормално дека и тој се изучува. Значи училиштето е сосема подготвено и опремено за гимназиската настава, со арт клуб во кој што може да се реализира дел од овие активности, со кабинети по физика, биологија, хемија, зборувам нели за општообразовни предмети кои што се изучуваат во гимназијата. Што се однесува до стручното образование, тоа е во подем. Значи, ако еднаш некаде во 80-тите години беше во подем, струката, која што се изучува во нашето училиште, сега повторно е во такво нешто, заради тоа што она што го следиме насекаде во светот, значи не само кај нас, е и тоа како големата потреба од стручен кадар во областа на градежништвото. Така. Во нашето училиште иначе се образуваат повеќе профили од оваа градежна геодетска струка. Да, тоа ми беше следното прашање, да им го објасниме на средношколците, значи што се добиваат, каква диплома после завршување на 4-годишното образование стручно. Така. 4-годишни профили кај нас се архитектонски техничар, кој што понатаму, сега не зборуваме за продолжување на образованието, тоа во голем дел и се подразбира, меѓутоа архитектите се исто така барани во проектански бироа, да не зборувам за оној момент кој што во денешно време е актуелен, дека речиси не постои некој сега сам да изгради објект или да го уреди или да го осмисли како ќе изгледа, да не кажам дури ни дворот, нели како би изгледа, како урбаната опрема, сето тоа е идеја на еден архитектонски техничар, понатаму тој ќе стане инженер и така натаму. Понатаму техничар дизајнер за внатрешно уредување, попопуларно интериери, нели, така дизајнер за внатрешно уредување, градежен техничар и геодетски техничар. Тоа не е во 4-годишното образование. Во училиштето исто така се школуваат и профили од 3-годишно образование. Тоа е дуалното, така? Ќе ви објаснам, не и така, мислам, ќе ви објаснам. 3-годишното образование имаме профил монтар за сува градба, тоа популарно луѓето го викаат кнауф, нели кнауф мајстори, оние со гипскартони што работат, како и поставувач на подни подлоги, за подните подлоги, плочки, паркети и така натаму, значи се што значи подна подлога. Овие се со 3-годишно образование. Кога веќе ги споменавме дуалните, значи би сакала да кажам збор два и затоа, бидејќи тоа нешто прилично популарно, особено во последниве, мислам, 4 години. Така беше тоа една убава иницијатива каде и Министерството за образование се вклучи, меѓутоа и сите други фактори, Стопанската комора, значи сите оние кои што беа баш засегнати од тоа учениците да се стекнат со квалитетна практична работа,
која што ќе се изведува во компании од таа дејност, што се занимаваат со таа дејност, и овие ученици кои што во текот на школувањето практичната настава е реализирале во такви компании, се солидно профилиран кадар за потоа истите да ги вработат, нели, да станат нивни вработени. Тоа е суштината на дуалното образование. Значи, наставата, наместо да се реализира, сега зборувам во нашата струка, да се одат само по градилишта, да се гледаат градилиштата и така натаму, сега имаме можност тоа преку компаниите да го направиме. Значи, децата одат таму на пракса, гледаат што навистина значи тој процес на работа, ги учат работите вака, не од хартија, значи во пракса не теорија, така, и потоа добиват можност и за вработување или во најмала рака барем една солидна подготовка по освен теоретската. Дуалните паралелки кај нас се во градежната струка, значи техничар, градежен техничар со 4 годишно школување и во поставувач на подни подлоги во 3 годишното. Така, мислам, тоа направивме. Друго, дуалното образование беше исто така мотив и интересно беше за многу ученици и за нивните родители, бидејќи учениците кои што беа вклучени во дуалното образование беа стипендирани од страна и ќе се од страна на Министерството за образование и наука, а во еден дел, но тоа своеволно, и од компаниите кои што влегува во соработка со нивните компании. И очигледно дека ним е потребно, им одговара, нели, дури нешто да им надокнат на тие ученици, за да си профилираат кадар онаков како што ќе им биде потребен. Имате ли некаква статистика во овие изминати 4 години, рековте, колку деца се вработени во овие фирми? Од дуалното образование се вработуваат или... И јас повторно со жалење ќе кажам нешто што не се случува, а тоа е дека децата кога ќе завршат, тоа ми беше многу по не знам зошто е тоа така, како им се чини дека е полесно да одат некаде да работат по кафеани, нели, како келнери, или да одат, еве сега е популарно, нели, во летниот период во Хрватска, така, Хрватска одат и така натаму, и да се надеваме дека некако ќе се убедиме со сите млади генерации дека се покорисни да останат овде, дека ако се вложат, мислам, и ако се работи, ќе бидат платени и овде. Значи, како она што го очекуваат во странство. Така да статистикава нема да можам да ви ја дадам како бројка, бидејќи е факт она што не ни се допаѓа, ама е факт. Ги обврзуваат ли компаниите кои што ги стипендираат, пример, одреден временски период после завршување да се вработат кај нив и да поминат, пример, година, две, врз основа на стипендијата која што ја даваат? Не. Значи го стипендираат образованието и ги оставаат буквално слободни да може да се вработат каде сакаат. Можете ли, еве, подетално да им објасните на идните ваши ученици кои што од утре натаму планираат да бидат средношколци во Здравко Цветковски, што нуди училиштето, значи во однос на простор, во однос на техничка опременост, во однос на вонучилишни активности, значи детали да им кажете. Така, сега би позборувала баш само за училиштето, со што особено се гордеам, искрено кажано. Училиштето е едно од најстарите училишта во државава, значи формирано е таму во 45-та година, прво техничко училиште, потоа се развиваат, нели, профилите во него и така натаму. Јас самата, ете, ке се пофалам дека повеќе од 30 години сум дел од училиштето, бидејќи и таму имам завршено средно училиште, па професор работам, во последниве години нели сум и на директор во училиштето. Има многу своји убавини. Ова стара зграда има многу своји убавини. Прво, местоположбата на училиштето е извонредна. Значи, училиштето се наоѓа на Партизанска популарно, во близина на популарната лептокарија, или така си ја викаат децата, сега и Ситимол им е интересен. Во близина се гимназиите, Ѓорги Димитров, Никола Карев, Орца Николов, ова го зборувам затоа што учениците пред се сакат и да се дружат, нели, со своите врсници, во близина ни е спортскиот центар Борис Трајковски, така да сето тоа им е блиску. Другата можност е, нели, автобуската линија, значи исклучително добра поврзаност имаме со било кој дел од градот,
А што се однесува до училиштето, има еден огромен простор, повеќе од 5000 квадрати зеленило, што е исто така нешто што се бара во последно време. Така тоа е еден зелен појас кој не одвојува од буката од улицата. Во училиштето има, па сега веќе бидејќи во последниве години доправувавме уште неколку училници, значи 50 училници, кабинети за настава, така наречени цртални, каде што учениците од стручното образование се школуваат, мислам ги користат. Сосема сме добро опремени со нагледни средства. Имаме 2 физкултурни сали, што е реткост. Има училишта кои што воопшто и немаат физкултурна сала, конференцијска сала. Тука учениците честопати ја користат, мислам, бидејќи таа така од поголем размер за настани. Доаѓаме веќе до во наставните активности. Нашите ученици учествуваат на на државно ниво, надпревари Масуме, еден однев кој што се однесува само на стручните училишта во Македонија, и можам да се пофалам дека речиси нема година кога не сме освоиле барем едно од првите 3 места на оваа манифестација. Нашите ученици од гимназијата учествуваат во еден проект за мир со Италија, во местото Тревизо, во Италија, значи тука секогаш убаво поминуваме и добро се пласираме, во спортот, во театарски представи, хуманитарни активности, крводарителство, значи во се она што значи еден исполнет живот на средношколски младинец. Јас така тоа би го кажала. Не се сеќавам дали одговоривме на прашањето дали се оди во една смена, во 2 смени и колку паралелки се на македонски, колку се на албански и дали има турска паралелка. Така. Училиштето работи во 2 смени. Кај нас поделбата во смени е по возраста на учениците. Ученици од 1-а и 2-а година се во една смена, овие поголемите од 3-та и 4-та во друга смена. Се менуваме на 2 недели, работиме, има македонски наставен јазик и албански наставен јазик, турски немаме. Гимназијата е само на македонски јазик, а бројот на паралелки во струката 8 паралелки се стручни на македонски јазик и 7 се на албански. Какво е вашето искуство од изминатите години? Го се пополнуваат ли овие местата кои што ги нудите во првиот уписан рок или повеќе имате навалица во вториот на 27 и 28 јуни? Какви се очекувањата годинава во однос на претходните години? Па во однос на претходните 2, минатата беше и прв пат ова со електронското, мислевме да не се случи некаква забуна и така натаму, меѓутоа поминавме одлично. Јас и оваа година, ние целото училиште очекуваме дека местата во стручните паралелки ќе бидат пополнети или барем ќе бидат задоволувачки. Ние навистина имаме малку поголем проблем со уписот во гимназијата и ете повторно ќе искористам можноста да кажеме еве и во вашиот медиум дека гимназија во средно градежно гимназиско училиште има, функционира со сите 4, не 4 колку се 6, мислам дека се така изборни подрачја, можностите убави, солидни како и во сите други училишта. Значи гимназијата е таа која што малку не разочарува и тука бројот на ученици ние секоја година помал од она што го очекуваме. Ние очекуваме 4 паралелки по 34 ученици, а не се случува помала бројка. Без разлика сега дали нам тоа не се допаѓа или не се допаѓа, очекуваме дека ќе имаме нешто повеќе. Се надеваме дека оваа промоција ќе придонесе во зголемување на бројот на ученици годинава. Да. Ве поистоветуваат со математичката гимназија. Значи, меѓутоа, оно што јас го знам е дека само се користи просторот кај вас, а професорите се од други профили. Како се, ајде направиме некоја промоција паралелно и на таа математичка гимназија. Баш ви благодарам што ни дадовте убава можност за тоа, затоа што верувате дека ние сме постојано на линија да одговараме на прашањата поврзани со математичко-информатичката гимназија, МИГ, така си ја нарекоа, нели? Математичко-информатичката гимназија е државно средно училиште, значи не е како нашето
под град Скопје, ами е како што е спортската академија, уметничко, кои се Така. тоа музичко, балетско, тие се. Мислам други такви училишта. И единственото нешто што не поврзува со нив се просториите, тоа се нашите простори на нашата училишна зграда, кои што ги користат привремено. Најнапред беше за 2 години, Па опче се пролонгира, па 3, да. па корона, па не знам што, и сега очигледно и ние искрено кажано сме во очекување да им се изгради некој нов објект или да одат на друго место, затоа што ќе си го добиеме просторот кој што ни треба. Нели секој посакува да има Так. што повеќе паралелки, што повеќе просторни услови за реализација на квалитетна настава. Иначе тоа си е училиште кое што си има посебна управа, значи посебен е начинот на упис таму, таму се полага приемен испит за да учениците станат дел од нивните паралелки, од нивното образование. И еве на јавноста и кажувам дека Тоа не е Здравко Цветковски. Ете така. Е само Колку домаќин. паралелки се во математичката гимназија? Мислам дека беа 2 кога Сега ќе ви почна. кажам, кога почна, да, мислам дека само првата година се запиша 3, ако не се лажам, а понатаму се по 2 и оваа година првите ученици, значи првата генерација, сега ќе бидат 4-та година. Ето така, значи ќе имаат првите една математичари генерација, ги добиваме годинава матуранти. Да, јас понатаму мислам не би ни навлегувала бидејќи Така, не тоа е јас на нешто политиката на сосема тоа училиште, но убаво е да знае јавноста дека е вака, бидејќи не мешаат и сметаат дека кај нас треба да ги барат информациите. Една порака до идните средношколци. Да го одберат Здравко Цветковски, зошто да го одберат, да кажавме доста, меѓутоа еве да им препорачаме што ќе добијат плюс во однос на останатите гимназии, барем за гимназиското образование. Дуалното го објаснивме, стручното го објаснивме, зошто да го одберат токму Здравко Цветковски за свое идно дообразување. Ние имавме еден слоган во сега нели со оние флаери, предуписите и така натаму. И викаме градиме иднина, бидејќи ние навистина градиме, нели нашите Така, ученици градите, во се вистински идни смисла на градители. зборот. Сега градиме иднина. Кога сме кај гимназијата, зошто оваа гимназија, а не некоја друга, не велам не некоја друга? Ете заради тоа, затоа што е еднаква со сите други гимназии кои што се во нашата околина, затоа што нуди убави можности, велам просторни можности, велам конекција добра, велам активности како и во сите други воннаставни активности и што друго не знам навистина би ги привлекло повеќе од друга гимназија. Не гледам причина зошто не во СГГ Здравко Цветковски. Дружење имаат секако. Па не ли средношколците и така како сакаат. Директорке Томовска, ви генерацијски. благодарам многу за утринското гостување, за тоа што одвоивте време пред уписи. Се надевам дека уписите ќе поминат во најдобар ред, дека ќе нема некакви проблеми, дека веќе во првиот уписен рок ќе запишете и доволно ученици во сите 4 паралелки кои што ги нудите за идните гимназијалци. А вие, драги гледачи, сите кои што имате 9 оделенци кои што веќе се за упис, имате можност да ги запишете меѓу другите гимназии и во Здравко Цветковски, популарното градежно училиште. Ви пожелувам убав ден и следете не во утрински печат. Најавувам реклами.